Вести на Канал 8. Добар ден. Неискористена стои опремата за зимскиот центар Пониква што ги донираше МЕПСО во вредност од 1 милион евра. Топовите за вештачки снег и инсталацијата и припаднале на општина Пробиштип, која не е во финансиска можност да ги стави во функција. И за предстојната зимска скијачка сезона на Пониква останува отворено прашањето дали ќе се стави во функција опремата што пред 5 години беше донирана од државното предпријатие МЕПСО. Топовите за вештачки снег, специјализираното возило за правење на скипатеките, како и моторната санка, заедно со инсталацијата за осветлување и довод на вода, стојат непомрднати од местото на кое беа оставени, откако му беа испорачани на тогашното заедничко јавно предпријатие што го формираа општините Кочани и Пробиштип. Во меѓувреме, за него започна постапка за ликвидација, а според сознанијата, опремата преминала во надлежност на општина Пробиштип. Како и зошто, знае тој кој тогаш дал согласност за ова. Во меѓувреме, се појави и проблемот со одржување на опремата, така што меѓу двете локални самоуправи има недоразбирање како таа да профункционира, за што потврда даде и градоначалникот на Кочани. Вака оставањето времето ќе го направи своето и дека опремата ако не се користи на вистина ќе биде огромна штета. Во овој момент, значи, стазите се во надлежност на општина Кочани, односно на концесионерот кој го има добиено тоа право. Меѓутоа, целокупната опрема што е за правење на вештачки снег и за стазите е во сопственост на општина Кочани, односно на општина Пробиштип, и на вистина овде имаме некој расчекор кој треба да седнеме заеднички, да најдеме решение се со цел да ја ставиме ова опрема во функција и да биде во функција на граѓаните кои ја посетуваат Пониква во зимскиот период. Доказ дека опремата пропаѓа и како што одминува времето се потешко ќе се стави во функција е што пред минатата зима биле украдени каблите за електрична енергија за 4 од 5 топови за вештачки снег, а утврден е и дефект на цевката од инсталацијата за довод на вода до опремата. Според градоначалникот Илиев, општина Кочани е подготвена да учествува во санирањето на дефектите и обезбедувањето на потребните резервни делови, но во тоа треба да се вклучи и сопственикот на опремата, општина Пробиштип. Од таму пак, со писмено соопштение, информираа дека тие не се во состојба да го сторат тоа. Поради финансиската состојба, општината не е во можност да стопанисува со топовите. За тие успешно да функционираат согласно законската постапка, општина Пробиштип ќе објави јавна аукција за издавање на опремата и топовите за вештачки снег под концесија пред отпочнување на зимската сезона. Стои во писмениот одговор на надлежните од општина Пробиштип. Од државното електропреносно предпријатие МЕПСО пак сметаат дека по донирањето на опремата завршиле неговите понатамошни обврски. Со предавањето на донацијата завршуваат сите права и обврски на МЕПСО како давател на донацијата. Со целата инфраструктура и средствата од моментот на предавањето располага примателот на предметната донација, стои во одговорот од МЕПСО. Во октомври 2013 година МЕПСО донираше опрема вредна 1 милион евра, при што Пониква доби 5 топови за вештачки снег, осветлување на една скијачка патека, ратрак и моторна санка. Доколку локалната самоуправа на Пробиштип не најде заинтересиран субјект што ќе ја преземе и стави опремата во функција, тогаш и оваа зима таа ќе остане украс за скијачите во рекреативниот центар. Според предвидената динамика се реализира реконструкцијата на патот кон Пониква. Веќе се асфалтираат првите километри од правец на паркингот кај одморалиштето кон Кочани. Десетина дена по започнувањето со зголемен интензитет продолжуваат градежните работи за реконструкција и асфалтирање на делницата од 10 километри од патот кон Пониква. Механизацијата и работниците на градежната компанија Ескаватори од Косово, која ја добила тендерската постапка за изградба, веќе го привршуваат асфалтирањето и проширувањето на паркингот кај одмрлиштето на Министерството за внатрешни работи. Исто така се работи и на проширување на просторот за паркинг кај аеродромот. Во меѓувреме, работници на комуналното јавно предпријатие Водовод работат на изградба на сливна решетка за прибирање на атмосферската вода, за да се избегне поплавување на просторот и оштетување од наноси. Исто така, по должината на патот во правец на Шумската кукичка продолжува гребењето на оштетениот слој на асфалтот и коловозот се подготвува за асфалтирање.
На паркингот кај одмаралиштето веќе се поставени јавни тоалети, а во тек се и работите за изградба на заштитна ограда на патеката за скијање број 1. Според податоците што на крајот од минатата недела при посетата на градилиштето ги соопштија министерот за транспорт и врски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта, инвестицијата за реконструкција и преасфалтирање ќе чини околу 1,6 милиони евра. Се очекува градежните работи на патот кон Пониква да завршат за неколку месеци. В недела на 21 октомври во трговскиот центар во Кочани компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 5-годишен јубилеј. Во богатата програма по повод роденденот ќе настапи познатиот Владко Лозановски, а ќе бидат доделени признанија и благодарници на најдобрите работници. 5 години успешна работа и функционирање, во моментов со бројка од 1700 вработени. Под слоганот "Славиме заедно" со богата културно-забавна програма, компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 5-годишен јубилеј постоење и исто толку успешни години работење. Во недела на 21 октомври во трговскиот центар во Кочани со игри за најмладите, забавна програма со диџеј Ацко, настап на музичкиот бенд Кирилична подршка и познатиот Владко Лозановски, како и со официјален дел на доделување благодарници и награди на најдобрите и најлојалните работници, Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 5-ти роден ден. Повод 5-тиот јубилеен роден ден на Amphenol Technology Македонија, би сакала да ги поканам сите граѓани на општина Кочани, како и пошироко да го прославиме роденденот, кој ќе се одржи на 21 октомври, ден недела, во градскиот трговски центар со почеток од 16 часот. Програмата започнува со игра за најмладите, а за забавниот дел ќе се погрижат диџеј Ацко, Кирилична подршка, како и главниот гостин на вечерта Владко Лозановски. Во програмата исто така е вклучено и свечено обраќање на потпредседателот на корпорацијата, господинот Дейв Зилверман, како и директорот господинот Сашко Наков, кој ќе додели награди за најуспешните работници. Ве очекуваме во недела за да прославиме заедно. За 5 години компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во поглед на проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. И директорот Сашко Наков ги повика сите граѓани на отворената роденденска програма в недела. Имам задоволство да констатирам дека веќе 5 години помина од почнувањето на Amphenol Technology Македонија, односно од формирањето на фирмата во Македонија. Почнавме скромно, меѓутоа еве сега задоволството е големо да можеме да објавиме дека 5 години функционираме успешно, веќе со околу 1700 вработени. Мислам дека признанијата кои што стигнуваат за 25-та најуспешна компанија во Македонија се доказ за тоа. За таа цел одлучивме да прославиме заедно со нашите вработени, со нивните пријатели, семејства, со нашите сограѓани во Кочани, така да мислам дека 5 години е еден јубилеј кој што ќе го одбележиме онака како што треба. Награди сигурно дека имаме спремно и за нашите лојални вработени кои што веќе 5 години навршуваат работејќи за Amphenol и сигурно дека и за недобрите работници на 2018 година. Мислам дека е тоа еден јубилеј кој што вреди да се одбележи посебно од останатите и се надевам дека ќе имаме прилика уште многу јубилеи, 10, 15 и многу повеќе да одбележуваме заедно. Ве поканувам сите на заедничка прослава и мислам дека ова е еден сам мал допринос на Amphenol према заедницата кој што ќе продолжи и понатаму. Имаме планирано и други хуманитарни акции со донирање на средства и опрема за општа болница, со некои од други активности кои што ги планираме во иднина, така да мислам дека генерално граѓаните на Кочани треба да осетат некој бенефит од опстојувањето на Amphenol во Кочани. Според Наков, постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува и да се проширува производната програма. Традиционален саем на мед во Кочани организира еколошкото пчеларско здружение Златна кошница од 19 до 21 октомври. Пчеларите делумно задоволни од приносите на мед годинава, но цената на медот во деновите од викендов ќе биде саемска и ќе изнесува 350 денари за килограм.
И оваа година Еколошкото пчеларско здружение Златна кошница од Кочани организира манифестација по повод деновите на медот. Од петок до недела, од 19 до 21 октомври, на штандови своји производи ќе излагаат познати пчелари од повеќе градови од Републиката. Освен мед и пчелни производи, ќе има излагачи и на пчеларска опрема. Отворањето е предвидено за сабота на 20 октомври во паркот во Кочани, каде што присутните ќе ги поздрави претседателот на Здруженијето Златна кошница Тони Димитров. Во забавниот дел ќе настапат фолклорни групи од Кочани. Оваа година ние сме организатори на традиционалните денови на медот, ќе се одржат 19, 20 и 21. Свеченото отварање ќе ни биде на 20 во 11 часот, каде ќе настапат културно-уметнички друштва, ќе имаме свечено отварање и, значи, тезги со мед, ќе имаме и пчеларска опрема, значи одредени фирми ќе изложат и своја пчеларска опрема, каде ќе може пчеларите да се снабдат за наредната сезона со опрема. Димитров истакна дека пчеларите годинава, иако стартувале поамбициозно и надежно дека годината ќе биде добра во однос на приносите на мед, сепак крајниот резултат е под очекувањата, но не толку катастрофален како лани. Оваа година, на почетокот годината добро ни почна. Значи имавме добар развој на пчелите, за подоцна да заврши малку полошо. Значи ниските ливадските делови извадија прилично мед, планинските делови па многу малку мед, значи оваа година. Па сигурно ќе има скок во цената на медот, така да и уопшто во цела Македонија значи количините на мед се многу малку. Така, и се увеличени, и се мали, да, и се помали. Во склоп на деновите на медот, в сабота на 20 Еколошкото пчеларско здружение Златна кошница заедно со Матица организираат и предавање за пчеларите на тема правилна работа со пчели, припрема за зимување, прв пролетен преглед. Предавач ќе биде Слободан Јефтик, еминентен и искусен пчелар од Србија. Предавањето ќе започне во 17 часот во мултикултурниот центар во Кочани. И Кочанското здружение на слепи и слабовидни лица се вклучи во одбележувањето на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап. Символот на слепиот човек, признат од Организацијата на Обединетите нации, организираше тркалезна маса на тема предизвици на слепилото во 21 век во Република Македонија, очекувања наспроти реалност. Секоја година во месец октомври слепите и слабовидните лица низ целиот свет го одбележуваат денот на белиот стап. Мисијата на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, е да му покаже на светот дека и со слепилото се може, да покаже како слепите и слабовидни лица ширум светот живеат, работат и независно предонесуваат за својата заедница. На овој ден се слават и можностите како и достигнувањата на слепите и слабовидни лица и нивниот допринос во општеството. На регионалниот состанок што се одржа во Делчево присуствуваа представници од Кочанското здружение на слепи и слабовидни лица, кои што истакнаа дека било потсетено дека редно време е да се возможи работа и уредување на рехабилитационен центар за слепи лица, кој ќе функционира во рамките на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и во кој подоцна слепите лица ќе се рехабилитираат преку најразлични програми. Биле посочени и низата проблеми со кои се соочуваат слепите во Македонија. Во оваа денешница слепиот човек се соочува со големи проблеми. Да не забораваме дека слепилото е најтешка, тоа не е болест, тоа е состојба, но е една од најтешките. И разговаравме на тоа за идеи за подобрување на самостојниот живот на едно слепо лице. На истиот настан имавме изложено и дел од тифлотехнички и електронски, односно звучни помагала кои се наоѓаат, се добродојдени во секојдневието на едно слабовидно или слепо лице. Уште еднаш упативме апел и порака до луѓето кои се надлежни, до институциите кои се надлежни, да на некој начин пробат да действуваат да се подобри ситуацијата воопшто. Во однос на спуштени, односно прилагодени тротоари, во однос на звучни сигнали, односно семафори или што знам звучни одбележувања на барем на јавните институции кои се
дел од секојдневието, односно кои се користат во секојдневието на секој човек. Пред присутните на состанокот зборувал и председателот на регионалниот сојуз на слепи на Благоевград Борислав Лазаров. Глобално земено, катарактата и глаукомот се едни од водечките причини за слепило. Затоа на состанокот било упатено и апел до сите, барем еднаш годишно, секое дете или секое возрасно лице да направи комплетен очен преглед, со цел да се спречат и превенираат можни идни причини за слепило. Во Република Македонија, според регистрите на Националниот сојуз на слепите во Република Македонија, со оштетување на видот поголемо од 90% живеат повеќе од 2500 лица. Сонцето рано зајде е насловот на книгата која што мајка ја посвети на своето прерано загубено чедо. Со пишувањето на збирката, авторката Драгица Стаменкова ги искажува своите чувства, за да може понатаму да продолжи да живее. Тие чувства отворено ги сподели со најблиските во Виница. Во октомври умираат само ангелите. Денот на смртта на Тоше Проески, повод да се овековечи и 4-годишниот помен од смртта на најмилото, на собственото чедо. 4-годишната длабока тага и болка мораше да се излее некаде, за да се продолжи да се живее. Учителката Драгица Ставенкова од Виница, тагата за прераната смрт на својата Симона, одлучи преку стихови да ја сподели со своите најблиски, роднини, пријатели, школски другарки на девојчето и своји сограѓани. Стихови и раскази испишани ни солзи, но сепак добро стокмени во едно прекрасно дело под наслов Сонцето рано зајде. Се борев со чувствата и решив сето тоа да го ставам на оваа парче хартија. Таа секогаш ќе остане со нас, незаборавена во нашите срца и сите што неизмерно ја сакаа и почитуваа. Книгата Сонцето рано зајде, односно насловот што и го дадов на оваа книга, е последните зборови на мојата ќерка. Во тие утрински часови, борејќи се заедно, дочекувајќи ја смртта, ми рече мајко, отвори го прозорот, за последен пат да го видам да огрее сонцето. Сонцето изгреа, но незината младост зајде. Зарем има нешто потешко од загубата на најмилото, но секоја честна храброста на оваа мајка да смогне сили и ликот на нејзиното девојче да го овековечи во еден убав спомен, рече Кристина Харалампиева, наставник по македонски јазик и литература, читајќи извадоци од книгата. Оваа книга е елегија за загубата на најмилото. Со својата внатрешна разбранетост, авторот мајка ни го пренесува на еден експресивен и вознемирувачки начин своето неспокојство и тагобно воспевање на споменот за загубеното дете. Авторот Стаменкова во книгата низ повеќе песни и раскази се обидува да ја долови и борбата на нејзината ќерка за постигнување, но и за неостварените успеси во нејзиниот краток живот, кој го пресече тешка болест. Печатењето на книгата во 200 примероци е помогнато од општина Виница и од неколку приватни фирми во градот. Следува информацијата од спортот. Втората трка во планинско трчање Градче Трейл Ран ќе се одржи викендов во Кочани. Организатори се Сдруженијата МТБ Исток и Трекс, а патеката долга 13 километри е околу вештачкото езеро Градче. Спортското здружение МТБ Исток од Кочани во соработка со Сдруженијето за планинско трчање, алпинизам, експедиции и други адреналински активности во планина Трекс од Скопје се организатори на второто издание на надпреварот во планинско трчање Градче Трейл Ран. Целта на настанот е поголема промоција на овој вид спорт во државата, како и промоција на природните предности на акумулацијата Градче кај Кочани, како одлично место за планински спортови. Трката ќе се одржи в недела на 21 октомври, а стартот е закажан за во 11 часот на паркингот на Еврохотел Градче, каде што ќе биде и целта. Должината на патеката е 13 километри со денивелација од 663 метри. Таа ќе биде целосно маркирана и ќе се протега од паркингот на хотелот покрај водопадите на Голема река, селата Горно и Долно Градче, локацијата Мактеон и патеката околу браната.
Предвидено е да има една контролна точка и освежителна станица на 5,5 и 7,5 километри. Организаторите ги повикуваат сите љубители на планинското трчање, кои сакаат да поминат прекрасен ден во рекреација во природа, да се пријават за учество на настанот на веб страницата на Сдруженијето Трекс. За најдобрите надпреварувачи во машка и женска конкуренција обезбедени се признанија и награди. Во меѓувреме, своето учество на трката го најавија и членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани, кои што ќе имаат и своји тројца представници во маратонот. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.